Владата ќе се повлече од планот за купување нов државен авион по серијата критики од СДСМ. Премиерот Мицкоски изјави дека иако на средбите со председателот на СДСМ Филипче било договорено да не се критикува одлуката за набавка на авион, тие сепак не го одржале зборот. Според него, владиниот авион е во возна состојба во моментов, а иницијативата за купување нов потекнала од лицата кои управуваат и оперираат со леталото. Гледам дека од опозицијата се создава оваа тема, иако на една од оние лидерски средби, формални и неформални, што сум ги имал со председателот на СДСМ, тој беше многу јасен и рече дека за ова не треба да се критикува владата, и они дека нема да ја критикуваат владата, бидејќи утре ќе биде друга влада, а воздухопловот ќе се користи и за хуманитарни причини. Но гледам дека не си стојат на зборот и ние ќе се повлечеме од таа набавка и ќе се молиме да останеме живи, доколку се урнеме некаде и доколку починеме, тогаш претпоставувам дека ќе им стане јасно на сите дека оваа дебата за некоја идна влада и за некои идни премиери е одвишок и дека е беспредметна. Портпаролката на СДСМ Кузевска и денеска ја обвини владата за злоупотреба на јавните средства, нагласувајќи дека во време кога не достигаат средства за плати, субвенции и пари за здравството, се планира купување нов владин авион во вредност од околу 100 милиони евра. Работниците се на улиците за повисоки плати, премиерот лета на одмор со владин авион. Владата вели нема пари за плати, одбива да ја покачи минималната плата на 600 евра. Им кратат 40 милиони евра на земјоделците за субвенции, 5 милиони евра од поддршката во спортот. Дури и на лицата со ретки болести им скратија 3 милиони евра. А истовремено планираат да купат нов владин авион вреден околу 100 милиони евра. Инаку Мицкоски информираше дека 4 пати го користел владиниот авион, појаснувајќи дека од Сплит до Скопје по годишниот одмор во август минатата година се вратил со владиниот авион, бидејќи го пропуштил летот со Croatia Airlines.